Премиерот Христијан Мицкоски останува на ставот дека само со распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители може вистински да почнат реформите во правосудството. На критиките од амбасадорите дека тоа не е добар потек, тој со понуда. Ако имаат подобар предлог, нека го достават, но довербата во судството мора да се врати. Некако стана пракса амбасадорите да се мешаат во внатрешните работи на државата. Но во ред, еве, и да е така, 600.000 граѓани гласаа за оваа коалиција. Очигледно тоа, еве, за нив не значи ништо и за политиките и програмата на нова влада. Истовремено истите тие велат дека е катастрофална состојбата со владењето на правото. Истовремено сите тие во своите извештаи велат дека цути криминалот и корупцијата. Довербата во судскиот совет, во советот за јавни обвинители е на 2-3% кај граѓаните. Очигледно дека работите не функционираат. Катастрофалната состојба во судскиот совет, кој го следеа низа скандали, дотолку повеќе ја турна довербата на граѓаните во правосудството. Меѓународната заедница постојано предупредува на слабостите во неговото функционирање. Сепак, вчера евроамбасадорот Дейвид Гир реагираше дека евентуално распуштање на судскиот и обвинителскиот совет ќе значи мешање во судската независност. Амбасадорката на САД Анџела Агелер пак порача дека имало напредок во функционирањето на судскиот совет и им порача на членовите да дадат отпор на политички притисоци. Инаку распуштањето на судскиот совет и советот на јавни обвинители и избор на членови од редот на судската фела беше дел од изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ.